Ние продолжуваме со нашата тема кога Господ прашува или кога Господ поставува прашање. Четврти дел. Минатиот пат беше за Илија, се сеќавате, и за депресијата. Верувам дека многу нешто научивме од неговиот пример и прашањето кој што му било упатено до него, доека се крил во пештерата таму на Божијата гора Хорив, на Синај. Кој беше прашањето упатено до него? Што правиш тука? Што бараш тука ти, Илија? Не ти е тука местото. А денеска ќе се позабавиме со едно прашање кој што Господ му го упатил на еден друг великан, на еден друг голем библиски лик, на истата гора Хорив. Интересно, на истата гора, на Синајската гора се случува и овој пример, каде што Господ ќе му упати прашање на кого? Што мислите, кој е тој кој што се нашел на гората Хорив, па разговарал со Господа, па му било Мојсей, точно, Мојсей. Ке започнеме од прва глава Излез, да се подсетиме само на околностите, во кои што се раѓа и се случува да се појави на сцената овој лик Мојсей. Да се подсетиме. Втора книга Мојсија или Излез, прва глава. Ќе читаме стихови кои што од неодамна ги читавме и ни беа целна обработка, кога ја имавме онаа тема за Шифра и Пуа, оние две жени, бабиците, или Сепфора и Фуа стои во овој превод. Меѓутоа мене ми беше некако поинтересно, по така ја насловив Шифра и Пуа. Интересно е што, иако многу не се, за жал, не знам барем колку што сметам дека е точна статистиката што се води таму на Vimeo, иако за жал не се кој знае колку многу гледани нашите проповеди, како за чудо, значи во просек оваа Шифра и Пуа, се подсетувам сега значи, на таа моја проповед пред неколку саботи, е погледана и сега си поставам прашање дали може би поради интересниот наслов само. Што насловот е наистина интересен и интригантен овака. Ветера да отворите, да видите сега што е сега ова Шифра и Пуа. Меѓутоа како и да е. Ја верувам дека Господ има свој план и дека мнозина ќе бидат осведочени. Овде, во таа проповед ги цитиравме овие стихови, но да се подсетиме. Значи, Израел, израелскиот народ е во Египет. Знаеме како, која е била улогата Божија преку Јосиф да го избави целиот тој народ. Овде вели 70 души биле, кога влегле. Стефан во својата проповед пред да биде каменуван спомнува 75 души. Како и да е. Мал број, но со текот на времето, сета таа благосостојба која што им била овозможена во Египет, се доека Јосиф бил жив, се разбира, се намножиле. То се намножиле до голем број. Милиони. Најмалку 2 милиони може би биле. Таму во Гесен. И тогаш, вели, ќе читаме 6 стих 1 глава. И Јосиф умре, а изумре и сите негови браќа и целото тоа поколение. Ама израелците беа родни, се намножија и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. Тогаш во Египет завладеа нов цар, кој не го познаваше Јосифа. Не дека не слушал за него. И тој му рече на својот народ: ете, израелевите синови станаа бројен народ и посилни од нас. Ајде да постапиме мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат на нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крајот да си отидат од земјата. Значи, овој новиот цар, односно новиот фараон, се уплашил од помислата дека придојдениот народ, израелскиот народ, веќе е многу броен. Значи, кога станува збор за 1,2 милиона, тоа е веќе голем број, огромен број, иако не знаеме колку Египет бројал жители тогаш, но сепак сето тоа влејало страв кај него и смислил план, да не одиме во детали одевме тогаш, меѓутоа само да спомнам. Планот бил како сега да им го, значи, односно целта била како да им го намали наталитетот.
да го успори растежот, како што вели овде. И почнал првиот дел од планот бил со тежната работа. Не успеал. Вториот дел од планот бил со овие две жени, бабици. Значи Шифра и Пуа, или Сефора и Фуа. Им наредил да при раѓањето, ако е машко дете, да го убијат, ако е женско, да го остават. Значи, birth control, како го викаат тоа, или контрола при раѓање, како што е денеска, може би има во Кина, тамо Индија, некои помногу бројни земји. Не успеало ни тоа, затоа што бабиците, вика, му беа верни на Господа и не ја извршија наредбата на фараонот. Има таква смелост и храброст, видовме тогаш, како станале доследни до Божиот закон и до тоа да ја извршуваат Божјата волја. И сега третиот дел од планот бил, 22 стих од прва глава, тојаш фараонот му нареди на целиот свој народ. Видел, не видел дека никако не успева, наредил. Фрлете го во реката секое машко дете, што ќе им се роди на евреите. Само женските деца оставете ги во живот. Сличен план, меѓутоа овој пат на целиот свој народ наредил. Секаде кај што ќе видите машко дете, еврејско, значи машко дете, фрлете го во Нил. И кој знае, тоа еден ден може би ќе ни стане јасно, кој знае колку деца биле испофрлани во Нил. Кој знае колку деца голфна во Нил. И во таква една ситуација на Амрам и Јохаведа се раѓа Мојсей. Зачнува Јохаведа, се раѓа Мојсей и таа го крие. Знаете, во кошницата и кој го наоѓа фараоновата ќерка. Господ имал план со него и тоа на Јохаведа ќе стане јасно подоцна. Зашто му бил сочуван животот токму на ова дете, среде мноштвото други. Го нашла фараоновата ќерка и ете, не е тоа по играта на случајот, како што некои велат, туку со Божја промисла, Марија, сестрата негова, ќе ја види цела таа ситуација, ќе притрча и ќе каже на фараоновата ќерка, ја можам да ти донесам мајка од еврејките, од и било јасно дека тоа е еврејско дете, а мајка од еврејките кој што ќе го дои и ќе го одгледа. И таа се сложила со тоа, и кој доаѓа, кој го одгледува Мојсей до 12 годишна возраст. Пазите, тоа се најбитните години од детството на едно дете. Неговата мајка, Јохаведа, таа го дои, таа го одгледува. И дури било платено за тоа, како што нели овде вели фараоновата ќерка. И ова ќе се покаже како многу битно во подоцнежниот негов развој и развојот на сите овие настани во случајот со Мојсей. Значи, до 12 години тој живе во својата собствена куќа, одгледан од Јохаведа, која што така добро се грижила за него. И еве да читаме држите тука прст, ќе се вратиме, да читаме во Дело апостолски во 7 глава, како тоа Стефан во својата проповед го кажува. Мене тука ми е некако така по едноставно кажано, по накратко, за да не одзема многу време. 7 глава, Дело апостолски, ова е проповета на Стефан, пред да се дигнат на него и да го каменуваат. И читаме таму од 20 до 22 стих. Значи 7 глава Дело апостолски. Во тоа време се роди Мојсей, кој му беше мил на Бога, 3 месеци го одгледува во таткововиот дом, значи, за да потоа биде нели сокриен, а кога го напуштија, го зеде фараоновата ќерка и си го одгледа за син. И Мојсей ја изучи целата, и сега овде станува збор за период после 12 годишна возраст, кога одгледан, како дете, веќе возрасен, Јохаведа го носи повторно во фараоновиот дом и двор, кај што бил ја изучил цела египетска мудрост и беше силен во своите зборови и дела. Мојсей добил воспитување какво што можел само да посака некој. Пред се нагласувам воспитувањето од мајката, ќе читаме подоцна од Траси пророци, но и сето друго можно воспитување кој што било битно, значи, и достапно во тоа време.
Значи, како што вели Елен Вајд, бил воспитан и добил највисоко и граѓанско и воено воспитување. Сето ова ќе одигра улога во неговиот живот понатаму. Имал исклучителни способности. Не за џабе, веројатно, Господ го избрал баш него за оној кој што ќе го изведе Божиот народ од Египет. И сега читаме во втората глава на Излез. Тој нели знае дека е евреин и гледа за цело време што се случува со неговиот народ. Не е како во времето на Јосиф, далеко од тоа. Сега Божиот народ е обременет со многу тешка работа, робски јарем, ги мачат, ги малтретираат и тој сето тоа го гледа. Не може веќе да го поднесе. Се случува во втората глава, да еден ден, 11 стих читаме, кога Мојсей веќе беше порастен, че ова веќе возраст на 40 години. Значи, внимавајте, 12 години бил во својот дом, кај својата мајка, при својата мајка, најбитните години во воспитувањето, кои што одиграле многу голема улога, а потоа наредни 28 учел и ги изучувал сите можни школи, со сите погодности, значи, што можел да ги има во фараоновиот двор, и некаде на 40 годишна возраст дојде меѓу своите браќа и ги виде нивните маки. Да види на лице место. Со своји очи. Тогаш забележа како еден египетец бие еден евреин, што било честа слика. Негов брат се заврте ваму таму и откако виде дека нема никој не го гледа, скокна, значи губи египетецот и го закопа во песокот. И ова бил погрешен потек. Заради ова ќе мора да излезе од Египет, а меѓутоа сето тоа Господ во својата промисла ќе го искористи за подоцна да Мојсей добие 40 години друго едно воспитување, кое што ќе се покаже како многу по-битно за улогата што ќе ја има од сето она светско воспитување што претходно го доби. Се покажа како брз, импулсивен, значи го надвладеале чувствата во случајов кога видел дека негов брат евреин е биен и тепан од египетецот, не можел да издржи, скокнал и губил. Внимавајте како вели стикот овде, значи се сврте ваму таму. Најшто не е тоа знаеме да го направиме кога ќе направиме некој греф или грешка. Ваму таму се вртиме, забораваме да кренеме глава нагоре. Затоа што тој горе таму не гледа. А ваму таму, никој не да гледа, сами сме. Мојсей заборил да погледа нагоре и да го праше Господа дали треба така или не треба. Господ имал друг план како ќе го изведе израелскиот народ од Египет, без ни еден куршум испален, така кажам. Тоа било планот Божи. Но Мојсей избрзал, знаете, како многу други, како Аврам, да речеме, што избрзал, не можел да дочека да го добие ветениот син и многу други. Значи, очигледно, Мојсей во овој дел од својот живот, 40 години, возрастен човек е, прилика како јас, 40 кусор, не бил спремен за делото кој што го чека. Со целото тоа воспитување што го добил. Не бил спремен. Господ има нешто друго на ум. И што се случува? 13 стих, одиме понатаму. Тој излезе и другиот ден најде двајца евреи како се тепаат. Двајца браќи се тепаат меѓу себе. Зошто го тепа својот другар? Очигледно било дека едниот е кабаетли, а другиот прав. Му рече на напаѓачот, овој му одговори, кој те постави за наш старешин и судија? Ти ли си тука нам да ни судиш, што други зборови? Имаш ли намера да ме убиеш и мене, како што губи оној египетецот? Мојсей се стаписал, веднаш се разбрало, веројатно, ако никој не го видел, кој го пренел сето тоа? По неговиот брат, кој што предходниот ден бил натепан од египетецот. Веројатно тој пренел. Како и да е, се пренело, се слушнало и дури стигнало до фараонот. Веста стигнало до фараонот. 15 стих, кога фараонот го чу тоа, сакаше да го погуби Мојсија, затоа Мојсија избега од фараонот и се засолна во Мадијамската земја.
И сега следуваат оние следни 40 години. На подготовка да Мојсей биде подготвен за делото кој што Господ му го спремал. Пазете, не е лесно да се подготвите за на небо. Некојаш треба време. Мојсей, кој што имал исклучителни способности, ги имал сите знаења што можел да ги има некој, образован во највисоките школи во Египет, не бил спремен. Тоа не те припрема за на небо. Било каква светска школа или не знам, не може да те припреми за небо. Што се случува во овие 40 години? Значи, тој ќе заврши кај Јотор, ќе земе едно од неговите керки, ќе се ожени и 40 години со што се бави Мојсей? Овчар бил. 40 години ги шетал овците од едно на друго пасиште. Овчар бил 40 години за да се подготви за делото за кое што Господ сакал да го подготви. Да читаме малку еден дел од Патриарси и пророци, за да влеземе малку повеќе во поентата и да стигнеме до моментот кога му било поставено на прашање. Имало и други поуки што требало Мојсей да ги прими во тишината и мирот на планинската осаменост. Сам, кај што можел да гледа природа, мада не било кој знае каква природа, повеќе пустински дел, но можел да размислува. Во школата на самооткажувањето и тешкотиите требало да се научи на трпение и на контрола над своите страсти. Може би, една од причините зашто некогаш Господ дозволува страдање во нашиот живот. Може би, велат еден. Че во школата на самооткажување и тешкотиите требало да се научи на трпение и контрола над своите страсти, кои што очигледно ги немал. Тоа се гледа од случајот, не за џабе забележано, значи ова убиство, забележано убиството. Иако тој мислел, значи, кога го убил египетецот, дека, неговиот народ ќе свати, ќе увиди, дека, сега треба да се дигнат на бунт и да излегуваат од Египет. Но, Божи план не бил тоа. Не бил начинот таков. Вели, неговото срце морало да биде во потполна хармонија со Бога, за да биде во состојба да ги поучува израелците на познавање на неговата волја. 40 години морал да се подготви за следните 40 години во пустината, заедно со 2 милиони народ, најмалку, кој што еден сакал едно, друг сакал друго, не може да им се погоди на еден, на 20, камоли на толку многу. Човек не би се согласил на толку долг период на маки и повлеченост, сметајќи го тоа за голема загуба на време. Па и човечки гледано на вистина, откако ќе завршите, не знам, тамо високи школи или било што, и вие сте во една зрела возраст 40 години, и некој да ви рече, сега 40 години ќе бидеш овчар. Некој ќе рече, човечки, каква загуба, каква, значи, губење на време. Со такви способности, со такви школи, сега 40 години овчар. Штета. Човечки гледано. Да не било така. За Господа. Господ го спремал Мојсија за едно големо дело. Но оној кој требало да стане водач на избраниот народ, бесконечната мудрост го повикала 40 години да извршува најниски пастирски должности. И секоја чест за верата на Мојсија, како што стојат забележени оние зборови во евреите, ајде да се подсетиме, повторно држите овде прст, во посланието до евреите, Мојсей направил избор. Можел тој и поинаку да избере, можел да стане и наследник на фараонот, затоа бил подготвуван. Што вели во 11 глава евреите, 24 стих. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Секоја чест. Слава на Бога. Мојсей затоа и великан. Кој од нас би избрал вакво нешто? Да бидеме искрени и реални. Мислам, освен ако навистина немаме цврста вера и го имаме за цел најголема, најсвета цел,
Господа и спасението. Тоеш поинаку ќе размислуваме. Како што е Господ размислува и го прави тоа во животот на Мојсија. Навиката да води грижа, да заборави на себе, предавајќи му се целосно и нежно на своето стадо, требало да го приготви да стане сочувствителен и добродушен и мощен стрплив пастир на Израел. И знаете што стои во Библијата, дека Мојсија бил најкроткиот човек. Станал најкроткиот човек после оваа школа од 40 години како пастир. Тоа искуство, вели, не можело да биде заменето со никакво образование или култура примена од луѓето. Со никакво образование. Мојсија бил научен на многу нешто, од што требало да се одвикне и да се одучи. Значи, 40 години во Египет, имало сето тука многу влијанија, кои што влијаеле врз неговиот карактер, иако сепак, пак ќе кажам, најосновното образование го добил од својата мајка. Тие први 12 години. Еве што се влијаело врз него. Љубовта на неговата вели хранителка и втора мајка. Високата положба што ја заземал како царев внук. Распуштениот живот во се. Превејаното мудрување, што и да значи сега тоа, предпоставувам превејаното мудрување. Така е преводот овде. Препреденоста, таинственоста на лажната вера, сјајот на идолопоклоничкото богослужение, свечената величественост на архитектурата и вајарството, сето тоа оставило длабов печеток врз умот на неговиот развиток и до известна мерка ги вообличувало неговите навики и неговиот карактер. Но, фала му на Бога, не попуштил во верата. Не паднал во идолопоклонство, благодарјќи на неговата мајка и воспитувањето што го добил. Во тие први 12 години, пак споменувам како најбитни. Тие впечатоци можело да ги избрише само времето, промената на околината и постојаното одржување на врска со Бога. И сам Мојсија од своја страна морал да се бори како човек што се бори за животен обстанок, да ја отфрли заблудата и да ја прифати вистината, но кога таа борба би станувала премногу тешка за човечката сила, Бог бил негов помошник. Бог бил секојаш тука да му помогне. И сега одиме понатаму. 3 глава. Мојсија ги пасеше овците на деда си Јотор. Значи сега поминуваат тие втори 40 години на неговиот живот. Интересно како е поделен во 3-4 животот на Мојсија. Мојсија ги пасеше овците на деда си Јотор, мадијамскиот свештеник и кнез бил, меѓу другото. Гонејќи го така стадото по пустината, дојде до Божјата гора Хорив. Одејќи со овците, доаѓа до Божјата гора Хорив. Господов ангел му се покажа во распламтен оган од една капина. Значи, дошло времето кога Господ видел дека Мојсија е спремен. Тој се загледа целата капина во пламен, а сепак не изгорува. И наистина, секој од нас би бил привлечен од една таква гледка. Капина која што гори, а никако да не догорува. Значи, не станува збор за некој нафтен наод тамо, кој што ги има многу. Туку, самата капина не изгорува никако. Ајде да се доближам, рече Мојсија, и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува. Кога Господ виде дека приоѓа да разгледа, Бог го повика од капината. Мојсија, Мојсија, еве ме се јави. Не приближувај се наваму, рече, собо ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас сум, продолжи, Бог на твојот татко, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мојсија го засол на лицето, се плашеше да гледа во Бога. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ, и му ја чув тужбата против неговите угнетувачи. Познати ми се неговите маки, затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам во добра и пространа земја, во земја каде течат мед и млеко, во родниот крај на хананците, хитејците, аморејците, ферезејците, евејците и ебусејците. Повиците на израелевите синови стигнаа до мене и самиот видов како египетците ги угнетуваат. Затоа, ајде,
Јас те испраќам при фараонот да го избавиш мојот народ, израелците од Египет. Како ја прима оваа вест сега Мојсија? Може би си мислил, дека бе во Египет, тогаш беше моментот. Сега никој не ме знае таму, ме забравиле. Или како што вели во 11 стих, кој сум јас? Па мене да ме праќаш. И еден куп изговори, да не читаме се овде, ќе изгубиме многу време. Мојсија почна да се изговара. И така стигаме во 4 глава, кај најбитниот дел за денес, што треба да го разгледаме, и читаме први стих. Мојсија одговори, ама ако не ми поверуваат и не ме послушаат, току ми речет Господ, не ти се јави, што прави ми тоа, што други зборови? Повторно изговор. И овде гледаме дека се уште е егоцентричен на некој начин, загрижен е за тоа, за себе. Значи, ако не ми поверуваат, ако не ме послушаат, ако речет, па тебе не те пратил, не си ти сретнал со Господа, не си пратил од Господа, што правиме тогаш? И тогаш следува прашањето. Што ти е тоа во раката? Е прашањето од Господа до Мојсија. Повторно е доставно прашање, како и сите други што ги разгледаме. Што ти е тоа во раката? Што имал во раката Мојсија? 40 години се навикнал на тој стап. Овчарски стап, пастирски стап. Сте виделе, може би, овчар, како си носи стап. И тоа, на некој начин, може би му значило се на Мојсија, значи 40 години бил овчар. И тоа било символ за на некој вид на негово владење над овците, значи водење на овците. Така го доживувал стапот. Прашањето е, што имаш во раката? Прашање до секој од нас. Што имаш во раката? И овде имаме повеќе поуки. Едната е, многу битна. Што и да е најситно, ако тоа биде пречка, за да јас, Господ вели, го извршам делото, што сум го замислил во твојот живот, треба да го фрлиш. Што и да е, не било кој знае што сега, стап, овчарски, пастирски. Мојсија научил голема лекција, овие 40 години, че станал кроток, сето тоа. Меѓутоа, да не помисли Мојсија дека тој сега е пратен од Господа, дека тој ќе го изведи Божиот народ. Туку треба да свати дека Господ преку него ќе го изведе Божиот народ. Тој треба само да дозволи да биде инструмент во неговите раце. Така да и од овој стап, кој што бил, реков, символ на некакво негово владење или водство над неговото стадо, Господ ќе направи инструмент. Овој стап ќе биде наречен подоцна Божи стап. И ќе направи еден куп чуда. Се што ќе се случи од стартот до крајот на излезот, значи на изведувањето на Божиот народ од Египет, се случува преку овој стап. Ама не е до стапот, туку до оној кој што ќе го искористи стапот. Затоа му вели, фрли го на земја. Значи, затоа реков, оваа поука е битна. Што и да е најситно нешто. Ако сакате да Господ направи чудо од вас, ако сакате Господ да го заврши, да го оствари делото во вашиот живот, тоа ќе фрлете го. И овде вели добро, на земја. Иако Господ нели се спрема да направи чудо овде, за да му покаже на Мојсија дека еве на ваков начин ќе им докаже на евреите дека е пратен од Господа. Меѓутоа, запазите оваа поука, значи пак, фрлете се во земскиот прав, сета ваша гордост, па макар и да е тоа пастирски стап. И тоа нешто значило за пастирот. И значи, Елен Вајд вели, оправдувањето се вера е токму тоа, фрлање на човечката гордост во прав, во земскиот прав. Фрли го на земја. Му нареди Господ, тој го фрли на земја и стапот се претвори во змија. И се уште стои овој приказ во оваа моја прва поука што треба да ја научиме. Фрли што и да е на земја, затоа што тоа може да се покаже како змија, која што ти ќе те укаса во текот на твојот живот. Фрли се.
предај му се целосно на Господа, тоа, кога ќе го направиш, тогаш Господ ќе направи чудо од тебе. Чудо од твојот живот, чудо од твојот дар, колку и да е најмал. Се, ова е другата поука. Прашањето до нас, прашањето до Зоран, до Зорица, до Трајче, до сите нас, што имаш во раката? Со што те обдарил Господ? Па макар и да е најмал дар, секој од нас има по некој дар, макар и да е најмал, ако му го предадеш на Бога во негови раце, ако сватиш дека тоа е дар од Бога, не е тоа дар со кој што ти сега треба да градиш, не знам, кариера или било што, тогаш Господ може да направи чудо преку тој твој дар. Нормално за неговото дело, за спасение на мнозина. И, значи, го фрла стапот на земјата и станува змија. И сега што му вели Мојсе, Господ на Мојсија? Тоаш Господ му рече на Мојсија, испружи раката и фати ја за опашката. Да ви кажам, ова е нешто најопасно. Сте гледале, може би, на оние каналите, како одредени типови, лудаци за мене, да ви кажам право, фаќа змии. Кој ја фаќа за опашката? Сте видели некој да ја фаќа за опашката? Да, во ред, меѓутоа, од средината па нагоре, што е до главата, таму некаде. Главата е таа што е проблемот кај змијата. Како ја фаќа за опашка, ке се сврти и одма ке тукаса. Еве, Господ бара сега вера од Мојсија, бара спремност, кога веќе го гледа чудото, кога гледа што Господ може да направи од неговиот пастирски стап, сега да ја фати за опашката. И една друга полука има овде. Слободно фати ја змијата за опашката, затоа што Господ се погрижи за незината глава одамна. Битие 3.15, како беше она прва порека до Адам и Ева? Тој ќе ја сотре главата на змијата. Ќе ја смачка главата, смачкана е главата на змијата. И што прави Мојсија? Ја фаќа за опашката, посегна, значи, со раката и ја фати за опашката, таа пак стана стап во неговата рака. И овој стап, како што кажав, во 20 стих, кога Мојсей решил веќе, се отповикува на Божиот повик да се врати во Египет и да го направи делото, и наречен Божи стап. 20 стих читаме: така Мојсей ги качи на ослето, на магарето, својата жена и синовите и замина за египетската земја, а во раката Мојсей го зеде што? Божиот стап. Не е веќе пастирски. Што имаш во раката? Господ може да направи чуда. Ако фрлиш се од себе, она што си ти, твојата гордост, на земја, и му се предадеш целосно, тогаш што и да си, најмал дар да имаш, Господ може да направи чудо. Еве да се подсетим само на 2-3 стиха, други во Библијата. Судии, 3 глава отворете. Судии, 3 глава. Имаме еден тука лик кој што многу не ни е познат и многу ликови тука се спомнуваат кои што многу ретко се навраќаме на нив, но има еден интересен момент овде. На еден лик по име Самегар. Што Господ може да направи со најситно и најмало нешто. Па знаете, не случајно Павле запишува во Коринќаните дека Господ ги избира кои? Слабите. За да ги посрами мудриците на овој свет. Зошто Господ ја избрал Елен Вајт? Од неодамна Јани не подсети на случајот со тоа, со неа, значи како Господ претходно повикал други двајца, па тие одбиле, па рекол Господ, сега ќе се послужи со најслабото. Значи, еве што Господ може да направи и со најмалко. 31 стих од 3 глава Судии. Значи, знаеме, книгата на Судии е целата испреплетена со како Израел ќе падне под робство на некој народ, па Господ ќе извади некој јуначина, некој јунак, па ќе го избави Божиот народ. Потоа овие пак во идолопоклонство ќе отидат пак во робство и така натаму и често пати Господ се служил со луѓе и овде во овој случај со Самегар. Вели 31 стих, по него беше Самегар, синот Анатов, тој погуби 600 филистејци
со воловски остен. Ова е исто стап. Не овчарски, ама ете, на говедарски стап, така. Воловски остен. И така вика тој го избави Израел. Го избавил целиот Израел со помош на тој свој воловски стап. Веројатно човекот бил исто така сточар, но Господ еве што може со ситна работа, па макар и да е стап. Или Судии 15 глава 15 стих. Што направил Самсон? Убил 1000 филистејци со челуст од магаре, од осле. 15 стих, 15 глава 15 стих, значи лесно за помнење. Откако забележи уште пресна челуст од осле, ја протегна раката и ја зеде онаа челуст и со неја уби 1000 луѓе. Што Господ може да направи со ситно нешто, со мало нешто. Да се подсетиме и на Давид. Како Давид го совлада Голијат, од кој што трепереше целата израелска војска. Со едно ситно мало камче, па поситно па не може да биде. Значи. Кој станува збор за ситни работи, може би, ајде, како беше во Новиот Завет, она си напало себе, може би, поситно. Со ситно мало камче неговата прачка, со која што добро се служил, го убива Голијат, од кој што трепереле сите. Која е пуката од ова? Што имаш во својата рака е прашањето Господово до секој од нас. Не треба да викаме, па јас сега немам дар на говор, како Јани, како Борче, или не знам. Па што може мене Господ да ме искористи? Па ја немам ваков дар, па ја немам дар на пеење, па кај може мене Господ? Не, Господ секој од нас може така силно да искористи, само ако целосно му се предадеме. Макар и да е тоа еден стап во нашите раце, може да направи чудо. Тоа е една поука, а втората поука исто така, што е исто така битна, е да фрлиме се на земја во земскиот прав. И Мојсей мислил дека може би со негова сила ќе го избави Божиот народ, но не било така. Господ го избавува својот народ преку него. Господ ќе избави и преку нас мнозина, ако ние целосно му се предадеме. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.